Поштован подпредседателе, благодарам за укажувањето дека во ова собрание пратениците поставуваат прашања, а министрите одговараат. Некој може би заборавил дека е министер, но ќе се навикне. Како и да е, по однос на одговорот, јас имам едно дополнување. Кога државен секретар, без разлика што мислел и што сакал да постигне, во Министерството за култура, каде што очекуваме луѓето да бидат, ајде да кажем, за нијанса по племенити, и во нивниот речник, и во нивниот однос кон јавноста, јавен функционер, ваш колега, јавно пишува и повикува на кршење на рацете и нозете на сите за кои што тој смета дека не размислуваат соодветно или како него. Сметам дека Министерството за култура губи на репутација со еден таков човек во своите редови. И ако вие се оградите од него или предложите негово разрешување, кој што може и да не ви биде прифатено од вашите колеги во владата, вие ќе добиете повеќе на репутација. Ако вие се обидувате да заштитите човек кој што јавно шири говор на омраза, поттикнува луѓе на насилство, млади луѓе тоа го гледаат, го читаат во нашето општество кое што има своји специфика и сензитивност, вие дополнително вашето министерство и владата губи на репутација и наместо да се превенира говорот на омраза и поттикнувањето за извршување на физичко насилство, ќе се стане на некој начин пасивен соучесник во истите вакви повици. Затоа сметам дека би било добро да размислите, овој човек со своето поведение нема да ви помогне по однос на културата во државата, особено не политичката култура, да не се шири говор на омраза и да не се повикува на физичко насилство. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително пратеничко прашање. Благодарам.